Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на отвореното студио на телевизија Нова. Како што е ред и како што внатрешно политичката ситуација ни налага, ќе разговараме за актуелни политички теми кои што произлегуваат од она што секојдневно се случува и на улиците и во политичките кругови и институции. Она што денувиве можеме да го гледаме е дека има многу протести, контрапротести, но очигледно голем број граѓани од двете политички опции, поддржувачи на опозицијата и на власта, се незадоволни од некои одлуки што се донесени на македонската политичка сцена од важни институции во државата. Како тоа ќе заврши, како ќе резултира, е неизвестно. Верувам дека сите се надеваат на позитивен исход и дека Македонија полека ќе излезе од оваа политичка криза, иако на терен се чини работите одат обратно, наместо да се расчистуваат некои работи кои пред година и пол почна, имаше назнаки дека тоа ќе се случи, беше Пржинскиот договор, опозицијата се врати во парламентот, но на крајот на криштата сепак резултатите не го дадоа она што граѓаните можеби во најголема мерка го очекуваат и избори се распиша, едната страна ќе оди на избори, другата страна вели дека нема да оди или ги бойкотира. Еве на овие теми ќе поразговараме. Денеска во повеќе градови во Македонија има протести, има така наречени контрапротести. Па да видиме како аналитичарите гледаат нова. Вечера со мене и со вас во студиото се господинот Тони Нуновски и господинот Агимионис. Добро вечер за обајцата. Добро вечер. Хајде, со двајцата, Тони, како мислиш дека ова ќе заврши? Има оптимизам дека може сепак и покрај тоа што сме сведоци на големо незадоволство кај голем број граѓани од обете страни, дека на крајот на криштата меѓународниот фактор и самите наши политичари ќе бидат разумни, дека ќе најдат решение. Во петок се поканети во Брисел, притисокот веројатно ќе се зголеми. Мислам дека не може да се предвиди по ниту една рационална основа како ќе заврши сето ова во основа вештачки креирана, односно создадена политичка криза. Практично Македонија стана една голема лудница, веќе подолг период, година и пол-две, и сето тоа започна со навистина еден антиполитички, антидемократски, антизаконски, на крајот на криштата, политички акт на делот, лидерството на актуелното лидерство на СДСМ со објавувањето на нелегално прислушкувани приватни телефонски разговори. Самиот тој чин беше почетокот на ова сега веќе сериозна и длабока криза за која што лично сум многу загрижен, затоа што како минуваат деновите, така се повеќе Република Македонија се оддалечува надвор од рационалноста. Премногу фактори се замеша, имаат свои странични влијанија. Она што институциите на системот мораше да го направат во смисла на, ако не веќе превенција, туку во смисла на амортизација на негативните и антиуставни, антизаконски делувања во многу аспекти, кои што се случија во изминатите 2 години, ја пропуштија таа можност. Сега имаме класична аномија, односно социолошко-политиколошка состојба во која што нема закони. Не важат законите, не важи уставот. И тоа е страшно. Тоа е ужас. Денес Република Македонија во 21. век да се доведе во ситуација некои луѓе, некои фактори кои што се разбира не и мислат добро како држава и нас како македонски народ, да ја доведат во ситуација да не важи устав, да не се почитува устав од дополнителни, од министри и заменици министри, да се воведат некои антиисториски, антирационални решенија со така наречениот Пржински договор, кој што е практично генератор на оваа криза. Пржинскиот договор ја спржи Македонија. Пржинскиот договор воведе невидени преседани во историјата на оваа планета. Такви законски во наводници решенија никада немало и нема да има. Но генезата на ова што денес ни се случува е наистина долга, комплексна. Останува фактот дека македонците, при тоа мислам на сите граѓани се разбира кои што живеат во Република Македонија, мора да направат големо враќање кон сопствениот ум, кон сопствениот колективен ум. Затоа што ова сега што се случува, со особено синокешниот инцидент кога граѓани нападнаа граѓани, кога македонци нападнаа македонци, без оглед не мислам при тоа, граѓани македонци нападнаа граѓани македонци. Тоа е вовед во најстрашното сценарио за кое што предупредувавме многумина луѓе, предупредуваа. Јас лично имам пишуван, изборувам многу пати. Крајната цел се меѓумакедонски насилни крвави судири.
Практично тоа значи дека целта полека, за жал, и покрај предупредувањата и покрај очигледните знаци дека тоа е крајната цел, да се испотепаме меѓу себе. За потоа да станеме протекторат или некоја државна форма која што и онака после 2001 година. Чија цел е била така страшна? На крвниците на Македонија, а такви има многу. И внатре во Македонија, и во соседните земји, и конечно во светот. Очигледно е тоа. Очигледно е тоа. И за жал успеваат. Колку и да луѓето се свесни дека тоа е целта, да се испотепаме помеѓу себе и потоа странците, како што има најави во Виена или во Брисел или било каде, да ги седнат четворицата, петорицата, десеторицата председатели на политички партии и да наметнат решенија, апсолутистички решенија, кои што нас ќе не сведат на ниво на меѓународен протекторат. За жал, натаму оди ситуацијата и јас сум бесен, лут, разочаран, најмногу конечно од оние кои што го направија сето ова, ја покренаа кризата и активно учествуваат во негативна смисла, се разбира, но и кон институциите на државата. Државата погреши. Државата сгреши. Институциите на системот требаше на самиот старт да се држат до уставот и до позитивните законски прописи, да ги запленат тие материјали, кои што ни го направија ова сега ние да се тепаме по лице едни со други. Требаше да ги запнат материјалите, да се забрани секое понатамошно објавување, но истите се разбира да се процесуираат пред легалните и легитимни институции на системот, а не да се измислуваат некакви специјални обвинителства и слични глупости што никаде на светот ги нема и кое што доведе уште повеќе ја разгоре и ја заостри оваа криза која што реков може да доведе до најстрашното нешто, а тоа е да се испотепаме помеѓу себе на улици. Господин Уновски, ќе се навратиме на овие теми. Господин Јунус, и вие ли сметате дека може да дојде до судири меѓу граѓаните, бидејќи се зголемуваат бројот на овие протестанти, протести, или пак сепак ќе надвладае разумот и дека тие ќе одат паралелно еден со друг, искажувајќи го својот револт кон она заради што излегуваат? Или виси опасноста од немири од поголем размер во Македонија? Не верувам во немири од поголем размер. Оно што мене помалце ми пречи е што цело време се подвлекува дека се работи за македонскиот народ. Ја би рекол дека треба почесто да го потребуваме и генерално да го потребуваме зборот граѓаните на Република Македонија, пошто не е ниту еден посит, другиот погладен или едниот пообесправен, а другиот понеобесправен и така натаму и така натаму. Ние сите живееме под едно исто небо, со исти права и обврски пред уставот и законите на Република Македонија. Значи, тоа што се случува сега е континуитет на некаква трулост која што благовремено не е третирана. Сега сме канибал антепортас. Значи, дојдовме до ситуација да мораме нешто тектонски и радикално во оваа држава да преземеме, за да нештата дојдат на свое место. Меѓутоа, колкава е кризата? Сите знаат дека има криза. А колкава е кризата? Тоа го знаат само релевантните институции и поедините луѓе кои ги знаат вистините до крај. Народот излага на улица и вели вака, јас сум незадоволен. Оно што е многу симптоматично е тоа што тука држи една работа, што тоа ние збори, а тоа е дека македонскиот народ се закрвува еден со друг и така натаму и таа да наречеме некако братоубиствена кавга по улици не води никаде секако, поготово за еден народ како што е македонскиот, кој што во споредба со некакви други народи не е кој неколку броен. Незадоволството е општо. Македонија преживува колапс кој што е произведен како криза во континуитет. Никој до сега не преземал ништо посериозно во оваа држава, за да може да предвиди дека нештата може да дојдат до овдека. Затоа што работеме по системот јас сум цар, додека сум цар, а после кога ќе дојде друг, нека он си биде цар. Меѓутоа, во оваа држава најтешко е да бидеш реален, зашто ако бидеш реален, треба да маваш и по едни и по други, што би се рекло народски, нели? Објективно. Да бидеш објективен. Најнеблагодарната работа во Македонија е да бидеш објективен. Затоа што не знаеш на кој ќе налеташ кога треба нешто да критикуваш. А на темата на самокритика во Македонија е најголемата опасност на оваа држава. Кога велам, а на темата на... Ако велите дека сите се незадоволни, тогаш, мислам, добро што сме оптимисти, што сте оптимист,
Но зошто мислите дека сепак тоа ќе заврши миролюбиво овако? Сега не делува дека ќе се смират. Видите, ја денес видов, доаѓам од таму. Дури напред само сакам да кажам дека ако досега протестира, како што вели Новиновски, македонците, граѓаните од македонска етничка припадност, за петок се договорени и подржувачите на неколку опозицијски партии на албанците. Ја мислам дека се мешаат. Мислам дека не е потребна поквалитетна диоптрија за да видиме дека на тие протести нема само македонци. Јас доаѓам преска. Не политички сакам да кажам, политички да, доколку граѓанските здруженија тоа кои што веќе е кампања, тоа не е веќе народно незадоволство. Едно е незадоволство искажено преку протести во народот, значи сега ги поддржувачи а на друго е политички партии. кампања во вид на повик, друго е кампања или барем апел за излегување и друго е организирана смисла на групно изнесување на Да, незадоволство. ама сите ако ги ставите на купче, тоаш добивате една... Во ред. Ако ги ставиме сите на купче, јас преска доаѓам од таму, доаѓам од центарот. Ја таму видов страшни хулигани. Видов едно бебенце во количка. Видов една жена која што поминува тамо со цегер, со кеса од самопослуга и застанала и вика срамота, срамота. Видов маж и жена во години кои шета и гледа, извикува уа секако во рамки на демократското дозволено действување на улица, кое е ненасилно и така натаму. И видов многу хулигани кои што би сакал да ми бидат пријатели, да бидам искрен. Мене што ми пречи? Значи, јас сум хулиган. Јас сум отиден тамо да искажам незадоволство на културен, достоинствен и во рамките на демократско загарантираните права на искажување на незадоволство. Сега, ако некој смета дека треба како на опера една организирана или стихијно собрана група да се однесува, тоа е нешто сосема друго. Поготово во амбиент и менталитет како што е нашиот. Дури и тука има софтвер кој е многу помек. Македонскиот народ, генерално, еве, кога Тони милува да се збори за македонскиот народ, како народ, само македонскиот, е питом народ. Тој не е воинствен народ. Тоа што ние го имаме стереотипот за македонскиот народ како за едно фино, честно човече, миролюбиво, вредно и така натаму, почнува да се менува. Тектонски. Зашто? Одарно? Кој се менува одарно? Секој се менува или од зорт, или од аздисаност. А со оглед на тоа дека не сме аздисани, не живееме преубаво па да го правиме се затоа што сме аздисани, значи го правиме од незадоволство. Она уште, морам да завршам, се извинувам, уште една работа. Она што не ми влегува у глава. А сите го гледаат и се ограничуваат да го протолкуваат и следново. Ако комплетната урбана интелигенција, носителите на цивилизацијските вредности на 21. век на македонскиот народ, се на улица, протестираат. Ако е нешто труло у држави Данској, шта е тоа труло у држави Данској? Толку. Да, дали може една кратка интервенција? Значи, факт е дека Социјалдемократскиот сојуз, односно некои структури во Социјалдемократскиот сојуз во содейства со нивните партнери во така наречениот НГО сектор, особено она што се подразбира под Соросоидна мрежа на НВО и така натаму, успеа да ги инструментализира граѓанските протести кои што во еден дел беа можеби на почетокот како револт од известни општествени, политички, економски случувања. Но протестите се насилни. Па искршија канцеларија на председател на држава. Слушнав дека денеска се скршиле Народната канцеларија на председателот на државата од Тетово. Ја уништија триумфалната порта, односно триумфалната капија со шкртање со јајца со и така со навредливи графити. Турка полицајци повредија полицајци, па има слика на еден повреден специјалец како беше во болница однесен, тоа сериозно погоден. Значи немојте да велите дека протестите се мирни. Тие не се мирни, тие се насилни. Слушнав и дека вечерва повторно имало некакви кршења. Значи протестите се насилни. Тука е проблемот. Камо среќа да беа мирни. Камо среќа да беа мирни Гандиевски. Па тоа се разбира основно човеково право. Дали ќе се засрамеше ова гарнитура ако беа Гандиевски? Значи камо среќа да беа Гандиевски, камо среќа да беа спонтан граѓански израз на револт
против одредени неповолни состојби во државата, како што треба да биде. Тоа е во ред. Тони, Меѓутоа, ајде не да се такви. симплифицираме Знаете што е работа. проблемот? Ајде Не да се такви, симплифицираме. изгора на тоа. Очигледна е координираноста помеѓу СДСМ и таму некои други партии со овие како што се јавуваат како организатори, протестираме и така натаму. Па таму гледавме некои советници и членови на СДСМ како маваат со јајца по споменик, по јавно добро, по државен имот. Друже, му дошло преку глава. Ама чекате, не е тоа начин. Ние сега треба да кршиме, да удираме луѓе, да тепаме. Не е тоа начин. Си има институции на системот во кој што може да се искаже незадоволството од функционирањето на работата на определена институција, политичар, партија и така натаму. Па така е во демократските држави, па така е во 21 век. Како поинаку? Ако јас не сум задоволен од работата на определено министерство, треба да додам да го скршам, да го запалам. Токму тоа сега се случува и токму тоа е страшното. Ако беа мирни протести, како што вие овде идилично ги прикажавте, ма не е така, за жал. Камо се ќе да беа мине? Не се. И се плашам дека може да бидат уште понасилни со директна конфронтација помеѓу приврзаници на една политичка партија, како што главно се овие кои што сега протестираат, и приврзаници на други политички партии, како што имаше ситуација. На 200 метра беа луѓето оддалечени. Замислете некој провокатор, агент, не е битно. Фрли неколку камења едните кон другите, ќе настане хаос. Од тоа се плашам. Тоа е вовед во граѓанска војна. Јас од тоа се плашам, од тоа сум загрижен и затоа мора секој македонец, самоосвестен македонец, да свати дека сме во многу историски критична ситуација. Да разбере дека неговото учество таму нема да придонесе кон подобрување на економските перформанси, нема да придонесе кон засилување на инвестициите во Република Македонија, нема да придонесе кон демократизација на институциите на системот. Туку директно неговото учество таму, на тие насилни протести, придонесува за уништување на државата и станување на Република Македонија на одредена форма на протекторат. Тоа ли сакаме? Да бидеме апатриди, да бидеме бекалци, да останеме без своја држава, без своје парче небо и земја за кој што нашите предци се бореле, умирале со илјадници, со стотици илјади. Ти не збориш идилично, чак и поетски си изразуваш. Гледа ти кажем нешто. Дали си видел насилен протест? Си бил учесник на насилен протест, некојаш во живот. Дали си го гледал како изгледа насилен протест? Па да, синоќа го гледавме, пред синоќа гледавме кога тепа скамава полицајци, турка удира, со камења беа повредени полицајци, па вие ги гледате ли фактите? Значи тоа се насилни протести, запалија канцеларија на председател на држава. Што сакате повеќе од тоа? Насилно. Тоа не е насилство. Тоа е софткор. Гледај се. Па што е тогаш хардкор? Чекај, па затоа те прашам. Треба да си спотепат меѓу себе приврзаниците на СДС и на ВМРО. Не, туку треба да размислат. Не, него треба да размислат тие што го довеле тоа до тоа, зашто е можно да дојде до тоа. Одговорноста е апсолутно добро. Тоа не е на уноски, вака се. Ја бев сосема случајно како гостин во Гази парк во Турција кога беа протестите. Не се видел ти насилен протест. Тоа е прво. Второ, мирисот на солзавецот кога се шири во радиус од неколку километра, кога луѓето не може да дишат, кога луѓето излагаат и не знаат дали дома ќе се вратат живи и здрави, меѓутоа имаат пред себе цел, се уште не е видено кај нас. Види што се случува кај нас. Ја повторно ќе се вратам на оно што преска го реков. Ако очекувате вие како личност, пошто така го дефинирате тоа, затоа вам ви се обраќам, дека една маса која стихино се собира, која е полна со една многу лоша комбинација на адреналин, незадоволство и празен стомак. Тоа е еден триумвират кој што убива. И кога еден триумвират од адреналин, незадоволство и празен стомак проработува, удира во едни виуги позади кои викаат се едно ми е више. Јас сакам да менувам. Кога тој се чувствува неспособен, кога тој се чувствува немоќен, да дури и преку институционалните форми кои вие ги спомнувате, да бара својата правда, својот ред, својот мир и своите уставно загарантирани права на достоинствен живот, онда зашто вие очекувате дека некој, јас не го оправдам насилието и тука крај. Немам намера да дискутирам повеќе на таа тема, зашто не сум за насилие. Но, зашто вие очекувате дека некој најакадемски ќе дојде и пред собранието ќе викне срам да ви е, и овие ќе поцрвенат, нема да вечераат од брука.
ќе се, значи, таков резил ќе ги направат. Каде живеете, бе, на Уновски? Ве молам. И уште една работа ми смета, а тоа е, ако сметате дека јас како албанец сум излезен таму, морам да завршам, за да ја бранам македонштината, јас, да, ќе ја бранам македонштината, меѓутоа на еден поинаков начин. Јас македонштината ќе ја бранам во рамките на достоинствен живот за секој еден граѓанин во Република Македонија. Се додека скокаме по принципот македонското и само македонското, имајте во предвид дека оградувате една огромна маса, која вели, ој нивни проблем у основ, онда тоа не е наш проблем, нешто сакат нека прават по улици. Затоа ве молам, кога повикувате на институционално решавање на многу нешта, треба да се обраќате со еден сосема поинаков речник. Речникот се вика вака. Граѓаните на Република Македонија имаат проблем, системски проблем. Тој системски проблем може да се речи исклучиво со седнување на маса на умни луѓе, со ладни умови, без било какви хипотетки за себе, кои ќе седнат и кои ќе мислат добро на оваа држава, низ еден квалитетен, разумен и сосема конструктивен разговор, па нека гори што треба да гори. Кога велам гори, не мислам да горат згради, туку да гори она што довело до ова, да некој искочи пред собрание и да му дошло да еден професор земе јајца и да мава. Кога еден професор земал јајца и да мава по зид, значи не тој професор дошол до овде. Сега, што е тоа што го донело тоа до овде? Ајде. Да, значи дали може да само 30 секунди да проследиме ни еден блок реклами, па се враќаме веднаш во студиото и продолжуваме на темите за хипокризија, мислам, тешка. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помош липосукцијска исхрана успео да смршевим 10 килограма за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Цевитана за обичните суперхерои. Од сега во ново пакување. Витаминка. Healthy Food – специализирани продавници за здрава и органска храна. Голем асортиман на органска храна и широк спектар на додатоци во исхраната. Безглутенска и веганска храна, органски витамини, без генетски модифицирани организми, како и комплетна нега со сертифицирана француска органска козметика. Специализирани продавници на Зегин за органска и здрава храна. Се извинувам. Продолжуваме со отвореното студио во телевизија Нова. Еден дел поминавме со моите гости Агим Јонус и Тони Неуновски. Го отворивме прашањето на феноменот протести. Мислам дека е добро што почнаме со тоа, бидејќи тоа станува наше секојдневни и заканите од тоа дали ќе се прошират или не се тие, реално или не, без разлика на различните ставови кои ги имате и така треба да биде. Завршивме со тоа дека и почнаме со тоа дека Неуновски искаже една доза на загриженост од можни судири, од кои што многумина се плашат, додека господинот Јонус смета дека е далеку од тоа се уште такви сценарија на конфронтирање кои што може да доведе до тоа. Неуновски имавте реплика на значи во однос на она што господинот Јонус
го загатна како многу интересно прашање. Значи, која е структурата и која е мотивацијата на оние граѓани кои што насилно протестираат изминативе неколку дена? И сега, тука е проблемот во тоа што има повеќе структури, микроструктури, повеќе мали групи на луѓе, кои што се вклучени во протестите, кои што сите заедно наистина создаваат голема бројка. Меѓутоа, видете, таму има луѓе кои што се незадоволни од, не знам, од економската состојба. Значи таму беше. Не, вака сега. Сослушате ме поинтата ако сакате да ја разберете. Значи таму има луѓе кои што се незадоволни од економската ситуација во Република Македонија. Но што ќе се подобри во Република Македонија со насилно уривање, кршење, тепање и така натаму? Зарем некој ќе ја подобри економската состојба заради која што излегол на насилни протести? Не. Таму има групи на луѓе кои што се дефинитивно, мислам, идеолошки инструирани. Има луѓе кои што се полусвесно инструментализирани во функција на некои политички партии. Има луѓе кои што се незадоволни од времето. Има луѓе кои што не зборам за овие што се насилни, бидејќи мислам дека ова што беше во организација на Дом немаше насилство, ако тоа е факт. Значи има таму луѓе кои што се незадоволни од бојата на виножитото. Има таму луѓе кои што немаат што да прават. Го збркала жена му од дома и нема што да прави. Има луѓе кои што се директно инструирани од политички партии да прават немири, затоа што таквиот развој на настаните покрај тоа што ќе придонесе за пропастот на државата, сметаат дека ќе им донесе некакви партиски придобивки. Значи, луѓе, треба да престанеме со партизација на ова општество и на оваа држава. Ние мораме да бидеме свесни дека националните и државните интереси на Република Македонија се она што треба да биде свето за секој од нас. Република Македонија од секогаш била таква, ние судбината клета, сиромаштија, немаштија. Што да правиме? Немаме нафта, немаме злато. Економијата се подобрува, малку по малку се ние не може. Што мислите вие дека ако се смени оваа власт и дојде овие сега што се таму во СДС, а тие ќе бидат кој трет? Не може граѓаните да бидат премиери, не може да бидат оние 5000, 3000 или колку луѓе се пред собрание што протестираат, тие нема да бидат премиери и министри, луѓе. Ќе бидат оние што ги знаеме. Оние кои што објавуваа јавно, правеа криминал со тоа што објавуваа приватни наши телефонски разговори. Значи, не е ова начинот за подобрување на состојбите на државата, а состојбите се разбира дека се лоши. Тоа не е спорно. Такви биле пред 50 години, такви беа пред 10, такви се сега. Значи во економијата ние не можеме да очекуваме чуда. Ние подобрувањето институциите на системот имаат проблем во нивното ефикасно функционирање, па тоа не е спорно, ама не е начин ти да го срушиш тоа, да го уништиш. Што овие не се протести против економијата, барем непосредно тоа што го говорат, е против одлуката на претседателот Иванов за аболиција на оние кои зборуваме што ги мотивира овие насилни протести. Зборуваме која е структурата на луѓето, кои се длабинските причини, што е она во нивната мотивација што ги тера да земат камења или што веќе и да фрлаат, да кршат, да палат, да тепаат полицајци. За тоа зборуваме. Сега има таму, ви реков, економско незадоволство, лично незадоволство, личен проблем, политичка цел, стриктна опортунистичка политичка цел. Да се направат немири, да дојдат странци, да не направат протекторат и при тоа тие сметаат дека ќе добијат министерски места и слично. Страшно дека јас сум неписмен човек и сакам да ме научите како да искажем незадоволство јавно. Ама што вие имате медиуми, имате политички партии, имате собранија. Какви медии? Чии медиуми? Како чии? Па имате вие 50 радија, 50 телевизии, 20 вестника или 500 портали. Ма што зборувате? Па Република Македонија има медиуми слободни, што вие на вас 50 телевизии има? Вие сте свесни што зборите или? Ама по вистината, што вие на вас? Јас не би сакал само за медиумите да говорам, мислам дека премногу сме говорили за медиумите. Вие сега мислите дека има наводен медиумски мрак, она што го слушаме, оние глупостини од политички партии, некои политички партии. Што зборувате? Ма какви? Па имате вестници, портали, радија. Колку сакате? Интелектуален човек, а разговарате токму со човек кој се разбира во некои работи помалку или повеќе. Добро. Да ви кажеме на овака. Значи директен учесник сум во некаква некакви минати трудови баш во тие делови. Овака се. Барам да ме поддржите, да ме едуцирате во оваа емисија. Јас секако
ќе преземам задача да го пренесам тоа на сите оние таму што ќе искочат утре задутре, како да се изрази незадоволство јавно, а тоа да има некаков успех и да има некаков фидбек. Еве, ве молам, дајте една мала лекција и тука ќе бидеме сите, ќе научиме и ќе одиме понатаму. Сега ќе ви кажам. Значи, знаеме кој и на кој начин се влијае врз институциите на системот, односно врз власт. Запишувам, како? Значи, со јавно изразување на собствените мислења. Одлично. Каде? Со мирни протести, со учество во работата на работното место, во институциите на системот, со користење на граѓанското општество, со користење на механизмите кои што ги даваат законите и уставот за подобрување на работата на политичката власт. Ама токму тоа они сака да го променат. Ама како со палење, со тепање, со закани, со уцени, со што? Не тамам работа. Не, видете вака сега. Не може тоа ние бебињата што се пред собрание да тепат никога. Мислам дека ве разбирам. Што е поентата? Ако овие демонстранти, насилни за жал, сакаат се таму за да ги подобрат институциите на системот. Величам ли е на насилен човек? Не зборувам за вас, за тие таму што кршат, што тепа полицајци. Тие што палеа канцеларија на председател, што тепа полицајци, така не зборувам. Значи, ако нивната цел е да ја подобра државата, генерално. Добро. Тоа не се прави со кршење, со палење, со тепање, бре. Него со симињење на. Ама како тоа се прави со влијание, со делување во политички партии, во невладени организации, со говор на телевизија и на радио, пишување по вестници, па тоа е демократски начин на промена на власта. Конечно, дури и да е целта промена на оваа власт, на ВМРО, ДПМН и ДУИ, заедно со некои помали партии. Ако е тоа целта, тоа не се прави на овој начин, се знае како, па има избори. Има избори, имате вие кампања, имате право да делувате за некоја одредена партија. Нека одат сите тие таму на избори, нека гласаат за СДСМ или за ДУИ или за кого веќе сакат. Тоа е демократија, тоа е цивилизација, тоа е 21 век, а не диви орди онаму да шетаат низ Скопје, да кршат наши споменици што се платени со наши даночни пари, парите на додошните врзници. Тоа е државен јавен имот. Ја во овој случај барам јавно извинување од вас према мене. Затоа што тоа го нарекувате дива орда, значи дали сум ја дива орда, знаете што е дива орда? Оние што фрлаа со камења, што запалија канцеларија на председател, што тепаа полицајци. Значи јас зборувам за тие. Не, јас не зборувам за оние кои што мирно застанали и го искажуваат своето мислење. Кои фатиле. Тука има и младеж, тука има и бунтовници, тука има различни структури на луѓе, ама тоа знаете кошаркарска утакмица се тепаат со полиција. Но знаете овде што е опасно. Тоа е стесната колективна свест, тоа е типична класична лекција. Која црна колективна свест, господин Науновски? Тоа е типична толпа, она класична дефиниција на Гистав Лебон. Значи тоа е веќе стесната свест. Свест, господин Науновски, да се разбереме нешто, овој народ имаше свест. Ке пеевме друга песна вечера и ке зборувавме овдека за Барса и за Реал. Како мислите колективно? Па не има, тоа во толпа се стиснува и станува насилна толпата. Мислам, има дефиниции за тоа што е толпа. Вие сте интелектуалец, вие сте иначе начитан човек и речит човек, меѓутоа, еве токму поради тоа сакам да го чујам вашето мислење, може ќе го промените моето. Може би. Значи вака, Република Македонија да имаше демос, народ, со една поквалитетно аналитичко-политичка свест до сега, многу нешта во медицината има два збора, превентива и куратива. Превентива значи спречување на болести, а куративата значи веќе лечење на болести. Значи да имаше овој наш демос барем малку повисока аналитичко-политичка свест, има, несомнено има. Немојте да ги подценувате граѓаните, односно гласачите. Значи граѓаните се добро информирани. Добро. Значи, тоа е едно. Второ, кој пази, многу прашања имам. Пошто баш, користам и ексклузивноста на можноста да седнеме сами некогаш, вака тет-а-тет, заедно со Љупчо, старче Ирчанец, човек кој што точно знае шта е шта. Говориме за други работи. И овака се. Молам да ми дефинирате патриот. Еве, второ прашање е како интелектуалец, дефинирате ми го патриотот. Ова е патриот, изгледа вака, има уши, има очи, има руки, има ноги, има плави очи, дефинирајте ми патриот.
во Република Тоа е човек Македонија. што си ја сака собствената татковина, Да. односно држава. Дали Не знам сметате што ме дека вие сте прашувате. поголем македонец од мене? Јас сум кој го албанец, рече викам тоа? Агим Јонс. Не, немојте да ги внесувате овие етнички и националистички елементи во дискусијата затоа што не е Добровски, така. директно прашање, дали сметате дека сте поголем македонец од мене? Не ве разбирам. Ја многу убаво себе си се разбирам. Ајде се вака. Добро, мислам да се мора да се вмешам, бидејќи имам и други прашања, додека овие не беа важни. Протестирањето е битен елемент од искажување на демократијата. Дали ќе бидат насили или не е голема дискусија околу тоа. Говоревме, почетокот на емисијата го поставивме исто така како важен сегмент разрешувањето на таа криза. Значи, протестите се само еден сегмент од искажување на кризата. Го споменавме петок како важен датум каде што лидерите на политичките партии што го подпишаа Пржинскиот договор се повторно поканети во Виена од представници на Европската унија. Значи и тоа уште една шанса за политичко решавање на проблемите. Има ли можност и време и простор за тоа? Дали е доцна или не е доцна? Јас се надевам дека во петок или во наредниот период ќе дојде до диалог помеѓу главните политички партии, оние кои што го подпишаа И што договорот. ќе значи тоа? Значи, ако дојде Да се надеваме смирување на состојбата. Нас сега, на сите нас, на државата, на општеството, на луѓето, без оглед албанци, срби, бугари, македонци, што и да е. На нас ни е потребно смирување. Смирување и исфрлање на негативната енергија која што е дифузирана веќе подолг период преку класична медиумска манипулација, инструментализација и така натаму. Јас се надевам дека ќе се најде политички, ќе се воспостави политички диалог. Колку и да е тоа реално објективно гледано денес. Многу тешко, затоа што се очигледни различните цели помеѓу клучните фактори, политички фактори кои што треба да ја менаџираат оваа криза, независно од институциите на системот. Нема друго. Друго знаете што ќе биде ова што се случува. Насилство, тепање, кршење и меѓународен протекторат. Тоа е. Значи алтернативата е или тие четворица, петорица, 20 лидери на политички партии. Врз основа на она што треба да им биде најсветно. Државата. Националните и државните интереси на Република Македонија. Мора да ги потиснат своите опортунистички и алчноста за власт на крајот. И мора да се вратат во рамките на институциите на системот и диалогот кој што таму треба да го направат. Ако тоа не се случи, а јас се надевам, длабоко верувам и посакувам да се случи тоа. Значи да седат, да разговараат, да се договараат. Мирно и да ги смират своите приврзаници кои што очигледно ги инструираат, особено оние кои што кршат и палат сега низ градов. Алтернатива на ова е хаос, насилство и тепање. Ама мислите дека тоа ќе има ефект, бидејќи ова не е прв пат да седнуваат на заедничка маса. Значи, тие луѓе се сериозни. Политиката е перманентен лидери на диалог. партии се и можеби требале на некој начин да го избегнат тоа. Зошто мислите дека сега би било поинаку? Да бидам отворен, мислам дека дали се соочија со опасноста? Мислам дека ВМРО ДПМН и делумно ДУИ навистина беа сакаа политички да ја разрешат оваа вештачки наметната криза. Тие, според моите сознанија и мислење, направија максимум во враќање на политичкото како основа за разрешување на сите потенцијални или реални кризни состојби. Сето она што опозицијата предводена од актуелниот лидер на СДСМ и таму некои типови, сето она што тие го искажуваат трите работи, кои што го кажуваат како главна пречка за неучество на веќе договорените и распишани предвремени парламентарни избори е една ноторна глупост, извинете на изразот. Значи, медиумски следување на медиумите, реформи во медиумите се глупости, па колку медиуми сакаат тие? Значи, во Македонија има 100 телевизиски канали, 100 дебатни емисии, има весници, има портали. Значи, тоа е она што тие го нарекуваат, она што тие сакаат под превезот на реформи во медиумите, како еден од клучните услови, сам се извинам, само ќе ми дозволите, па ќе ги молчам по тоа. Она што тие го наведуваат како еден од трите клучни услови, реформи во медиумите. Тие сакаат ждановизам да воспостават. Па тоа е Гебелс. Јас ги читам текстовите, ги слушам што зборуваат тие. Тие сакаат да направат тотална СДС-овска манипулација и пропаганда и присутност во сите медиуми, да бидат главни уредници на сите медиуми во Република Македонија. И на приватните, не само на МТВ и на овие јавни вести. Значи, тоа е огромна глупост. Тоа барање
како да ја кажам, законот за медиуми кој што неодамна беше донесен и позитивно проценет од редица релевантни ЕУ институции. Сега не им чини. Зошто не им чини? Затоа што има печесторица 20 луѓе, Миленко, Мирка и многу други, и јас, кои што им пречиме. Затоа што тие сакаат тотална доминација. Тие сакаат да бидат главни уредници, нас да не снема, па тие сакаат Миленко да го затворат, на пример. Или Мирка да ја замолчат. Видете, ова никој сериозен човек во Република Македонија нема да го прифати ова нивно барање за така наречени реформски медиуми, овие реформи во медиумите, затоа што такво нешто слобода има колку сакате, па има телевизии, има радио, има вести. Второ, слобода има колку сакаш. Апсолутно да. Во медиумите, па да, ви имате колку сакате телевизии, вестници, портали. Вториот нивно се извинувам. Значи само уште да се докажам, па второ, она што тие го нарекуваат одвојување на партијата од државата, па тоа е глупост, бре луѓе. Каква споеност на партија со држава? Каде го има тоа? Па институциите на системот се непартиски, па тие се системни институции на државата. Тие делуваат согласно законите и уставот, согласно своите законски ингеренции. Каква врска има партијата? Не, може туку знаете што е целта нивна. Целта нивна е она што еден нивниот актуелен лидер го кажа. Ке јадеме живи луѓе, односно ние ќе поставиме од чистачка до директор кога ќе дојдеме на власт. Веројатно тоа им е целта да направат, а не да ги подобрат капацитетите на институциите на системот. И трето, значи ова околу избирачкиот список и така натаму, поочигледно е дека таму нема некој, барем не големи или намерно свесно правени дефекти, односно злоупотреби, манипулации и така натаму. Им пропадна и тој наратив и таа приказна која што очигледно се покажува само како уште едно алиби за нивно неучество на изборите. Значи сето она што тие наводно го представуваат како рационална аргументација во јавноста, односно причините зашто тие нема да излезат на избори во јуни, се невистините и очигледно станува јасно. После објективна критика и анализа на нивното делување, дека тие сакаат да дојдат на власт преку, за жал, класичен државен удар, с краја да е со вакви насилни сценарија, со тепање на македонци со македонци, граѓани, и станување на класичен меѓународен протекторат, што ќе биде огромен срам за нашата национална, горда национална историја на Македонија како држава. И се надевам дека нема тоа да се случи, туку дека ќе се надминат самите себе си, таму некој од СДСМ, главно, ќе се надминат својот опортунизам и класична борба за фотели и власт. Ќе го надминат тоа внатре себе, ќе се вратат во рамките на диалог на институциите на системот и преку еден политички диалог ќе се дојде до излезно решение, а тоа се демократски избори како што на нас затимаше 25 години Република Македонија. Само што едно поташање, се извинувам, господин Јанов. Бидејќи почнеме да говориме за преговорите во Виена, два пати споменавте терминот протекторат. На што мислите конкретно протекторат? Кога би имале протекторат? Каков однос на власта со надворешниот фактор би значило протекторат? Не, погледнете Босна, погледнете Косово. Погледнете го Косово, нас тоа не чека. Ако не се случи малку памет кај некои политичари во државата, нас не чека Босна или Косово во смисла на меѓународен протекторат. Па еве, видете. Значи, устав имаме, закони имаме, меѓутоа тие не се почитуваат. И јавно од највисоките представници на некои политички партии, а сега дури и министерства, како што е Министерство за внатрешни, Министерство за ова кој беше таму кај ова господја Ременска. Да. Значи они јавно кажуваат јас не го почитувам и не ја почитувам одлуката на влада. Значи они свесно кажуваат дека не го признаваат уставот и законите, човек. Мислам, тоа е страшно. Затоа велам класична аномија, значи во таа политиколошка, социолошка смисла, значи нема закони, не се почитуваат закони. Во таква ситуација што преостанува освен меѓународната заедница, ЕУ пред се, значи да кажат вашиот устав и вашите закони очигледно дека немаат капацитет да ја разрешат оваа ситуација и по директни, што конечно и се случува во некоја помека варијанта наназад со години. Ќе дојдат и ќе кажете ќе направите вака, ќе подпишете Пржински договор, Пржина 2, што ќе значи уште поголемо дерогирање на уставот на Република Македонија, а без устав вие немате држава, без систем на институции и закони вие немате држава. До тоа дереже не донесоа нас некои луѓе кои што се уште некои ги следат слепо, безобзирно,
без да размислат подлабоко за последиците за нивното учество на оние протести каде што се тепаат полицајци. Што мислите дека би разговарале во Виена за прекинување на терминот за избори или само за смирување? Не, јас се надевам дека во Виена ќе се направи уште еден напор. Се надевам овој пат успешен да се убедат таму некои луѓе од СДСМ да прифатат реалноста, да ги прифатат фактите и да прифатат да излезат на слободни, фер и демократски избори согласно предвидениот роковник, односно согласно првичниот договор од Пржина кој што тие го нарушија, а не ВМРО, ДПМН и други ДП. Што очекувате ви од Виена? Очекувате смирување? Не знам што прво да кажам, збунет сум после вакво излагање. Значи прво, јас не само што го почитувам вашето право на национална гордост и свест, дури и го поддржувам и заедно со вас ќе го негувам. Пошто цело време тој амбиент почнува малку да ме нервира, дека цело време ние имаме држава која треба да изгубиме, сме ја негувале, граделе и така натаму, историски натаму, со години, векови, за да донесеме, за да оформиме на современа Македонска република, која има свој устав и закон, а кој самите не го почитуваме. Значи, кој е сместио Зеки Роџеров? Каде е грешката? Дефектот каде? Во самите нас. Зошто е во самите нас? Сега ќе ви кажам. Како прво, ајде, многу точки има, ја не знам, джабе, 4 емисии треба. Не, немаме 4 емисии, ќе мораме да сублимираме. Дали ние веќе не сме протекторат? Директно, да, не. Не сме се уште, меѓутоа... Не сме официјален. Така? Па не, јас се надевам дека и содржински, суштински се уште не сме, иако е очигледно големото влијание на странски фактори. Гледайте ме во очи, дали сме или не сме? Не сме. Не сме. Не сме. Кај живеете вие? Во Република Македонија. Што вие? Не, вака. А ја кај живеете? Па веројатно и вие. Сеедно, знаете што е поинтата? Несомнено е големото влијание на странски амбасадори и странски представници. Влијание, да, несомнено. Која е корелацијата? А ние сме послушници? Меѓутоа дека меѓутоа повторно одлуките за државата ги носат македонските политичари, македонски во граѓанска смисла, значи не на ниво на својата зрелост и свест, политичко право на одлучување. А дека е за жал огромно и не секогаш добронамерно, тоа е факт. Дали да не беа тие луѓе ки имавме држава? Директно провокативно прашање. Добро, само се разбира, да. Може јас да прашам, вие да одговарате, да не видиме сега само на прашања. Очекувам за граѓаните од вас. Имам право 25% зборам, чекај се. Не имате 25%, па сакам да говорите, а не да прашувате. Не, затоа што самите прашања дават одговори. Да се разбереме нешто. Зашто одиме ние у Виена? Ние. Да, јас ве прашам, да. Затоа што некој треба да ни влече за уши, друже. Како бе, пази, ја не можам да сватам народов со стерилизиран ум, како не може да свати дека ние у Виена идеме за да не влечат за уши, а не за да ни дадат бечка шницла, добро пиво. Разлика во ставото кога тоа. Извини, молим те, пази, за да се донесе некако... Дека сте против улогата на странците или... Јас молам. Ајде, поведете. За да се дојде до било каков квалитетен заклучок, потребни се зрели политичари кои знаат кои се рамките на компромисот, кои се рамките на исклучителните. Тоа е пак сами сме чули и кај се враќаме пак на почетокот. Ние немаме елементарно политичко-аналитичка свест во народот кој кога бира, знае кого бира. Ние избравме луѓе, пази, тотална диселекција на самиот почеток на Република Македонија на оформување, кога се оформи Македонија, ние немавме критериуми кој све може да биде политичар. Тоа е за Исправи ме ако грешам. Не сакам да ви исправам, вие сте имате право. Молам да бидам демантиран. Молам да бидам демантиран. Кои беа критерии, кои се се уште критериуми, кој смее да се бави со политика? Тоа е директна спрега помеѓу исправена пред проблеми. Водењето на држава кое има за консеквенца задоволен, незадоволен, среќен, несреќен народ, сит, гладен народ или било каков. Е во рацете на тој што го води, а тој што го води го бираш сам. А ако бираш чурук, сам си чурук. И друго. Не можете да чурук, бидејќи тие сме ги изведе вие, албанците, македонците, сме бирали сите заедно на еден куп избори од 90 наом. Да бидеме начисто нешто. 26 години. Значи, судбината на Република Македонија како држава
во рамките на својата легислатива, во рамките на се она што ги ограничува нашите права и одговорности. Сите ќе имаме како консеквенца, без разлика дали албанец, македонец, торбеш, србин, грк или било што. Што значи, каде е таа маса, квалитетни луѓе, умови, нестерилизирани, оперисани од емоции, од национален романтизам, од нешто што го кочи и го влече надоле да оди и да чекори напред во 21. век, само затоа што лечи некакви историолошки комплекси и така натаму. И едниот и другиот и третиот. Сите ние овдека живееме во национален романтизам, кој е отров. Кажете ми вие вака една работа. Што е тоа што до сега не дозволи трета опција у Македонија? Јас ќе ви одговорам веднаш што е тоа што не дозволи. Кога некој ќе седне на фотелја, тој не дозволува веќе ништо. Знам дека несериозно ќе биде во емисијава, да го кажам тоа, меѓутоа велат во народот, сленг, барам опрост однапред за тоа што ќе го кажам. Велат кога политичар ќе седне на фотелјата, кога станува, не може да се одлепи. Све ви кажам со ова. Не навлегувам во психологијата, но... Не, па психологијата е таа. Искочете на улица, ќе видите психологијата. Едни искачат, мешат баби и жаби. Едни викат Југославија во мало, на 17. мај. Другите искачат со крстови во првите редови и велат, ова е граѓанска држава, ти си наш. И одат тамо луѓе, верници. Се чувствуваат ко прасе у Техеран, затоа што не се чувствуваат, па едноставно добре дојдени. Која граѓанска држава друже ти правиш? Сепак сме ние граѓанска држава, помалку или повеќе. Добро, да направиме куса пауза за реклами. Втор блок, па се враќаме во студиото на темата за која што почнавме да говориме. Само за проектот Купи куќа за млади, Хот и Хот ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Хот и Хот за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Хот и Хот за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Хот и Хот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула Г132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Еве повторно во отвореното студио на телевизија Нова имаше дисонантни тонови околу протестите, околу граѓанската држава, но она што очекувам од вас, господа, е да на граѓаните малци им доближиме некои ваши ставови околу тоа како може ситуацијата да се размрси, бидејќи имаме неколку опции. Значи, нашите лидери се одат во Виена, доколку потврдат сите дека ќе одат таму, се очекува некаква разрешница, не знаеме каква. Во меѓувреме, наместо да се намалат тензиите на оние што протестираат, тие се зголемуваат. Само давам факти и најави дека кон овие протестанти кои што сега протестираат како протести и контрпротести, можда е да им се придружат и на етничка основа и на партиска основа и припадници на дел од опозицијата која припаѓа на албанските политички партии. Дали тоа е подвојување кое што беше досега се зголемува и како можеме да излеземе од овој круг, магепсен круг? Нема друго решение, нема друг излез од сето ова што ни се случува овие години и пол-две, освен избори на 5 јуни. Единствено тоа може да донесе демократска разрешница
и единствено тоа е демократскиот начин за разрешување на сите политички несогласувања, да се надеваме дека ќе останат само политички, иако не се, иако се трансформираат во насилни улични судари. Но се друго ќе биде само дополнително комплицирање во негативна смисла сватено. Се друго, мислам, некои евентуално, ако на некому од тие таму што ќе бидат присутни, или на делови од така наречената меѓународна заедница, ако одат повторно со решенија кои што ќе не лекуваат на погубниот пржински договор. Значи, ако повторно се оди кон некакви договори кои што се наспроти сите демократски правила, наспроти сите демократски искуства и наспроти сите позитивни законски прописи на Република Македонија, тоа дополнително ќе комплицира и ќе заостри реалната политичка ситуација на терен, на улиците на Скопје и низ Македонија. Од кого ќе зависи? Што значи, тоа? сега ќе ви кажам, па не, зависи од сите. Значи, јас моето сценарио, условно кажано, за излез од оваа криза е поништување на пржинскиот договор. Стриктно одржување на избор, не поместување во никој случај од 5 јуни, датум од 5 јуни како нели ден за избори, така е. И обид на секаков можен начин да се објасни историската опасност за нашата држава. Затоа што навистина мислам дека сме... Може враќање с поништување на пржинскиот договор? Апсолутно, да. Тоа не требаше ни да се подпише според мене. Добро, биејќи дојдовме до тоа сега. За жал да, меѓутоа не можно е како не е можно. Не, проблем е сега што собранието е веќе распуштено. И кој ќе го направи тоа? Сега, не, добро, до 5 јуни нема многу време. Знаете што е поентата? Проблем е ние немаме една власт, луѓе, во Република Македонија. Значи, ние немаме собрание, законодавниот дом е распуштен, законодавна власт немаме. Имаме техничка влада која што функционира за подготовка, единствено е направена и функционира само за одржување на избори за 5 јуни. Ако сега, не дај Боже, повторно го поместат тој датум, ние, значи, Република Македонија ќе нема собрание, нема една од трите власти, ќе нема ни втора, и втората ја нема практично, извршната. Таа е сега еден лут, монструм, франкенштајновска творба, која што им дава ингеренции, врзани подписи, кој што им дава, не знам, поделени ингеренции на министерот за внатрешни и на заменикот министер. Како да ви кажам? Значи, ние сме во тотален хаос. Ние сме на работа од амбисот. Малку не достига да паднеме, никогаш да не се вратиме како држава. Верувате ми на зборот. И нема друг начин, освен, ви реков, освен некои умни луѓе, се надевам преостанале во меѓународната заедница, така наречената меѓународна заедница, во случајов неколку земји држави водечки од ЕУ и институции на Европската унија, добронамерни и умни луѓе да сватат, кои што сакаат да помогат. Не сум сигурен дека секогаш беше така во изминативе години и пол-две, да не зборуваме за други кризни ситуации во Република Македонија. Она што тие досега го правеа, особено со пржинскиот договор, само дополнително ја комплицираа политичката ситуација во Република Македонија. Тоа е нивна творба, нашите за жал подпиша. И јас лично никош не би го подпишал тоа парче хартија. Но, освен ова, ви реков, мора лидерите на некои политички партии да се издигнат над нивната желба да дојдат до фотели без поддршка на гласачите. Мислите дека странците имаат селективен однос кон лидерите на партиите или подеднакви? Кон лидерите на... Не, видете, странците, што и да значи тоа, не направија ужасни грешки со пржинскиот договор и со непринципилното однесување кон некои политички партии, апсолутно. Видете, значи присуство на странски искажување на мислења на странски амбасадори каде што директно се мешаат во внатрешните работи на Република Македонија со директни форми на притисок, е недозволиво во современиот свет и во демократијата. Значи тие одамна ги надминаа, тоа го кажа и председателот Иваров практично. Тие одамна ги надминаа нивните ингеренции како амбасадори, представници на странски држави во суверена демократска држава како што е Република Македонија денес. И тоа ми е уште еден показател дека играта е многу посериозна и подлабока и покомплицирана отколку што тоа многу луѓе не сакаат да го разберат или пак заради своји лични интереси, фотели и така натаму го прават ова што го прават. Значи играта е многу
подлабока. Мислите Не на- случајно, сега ќе ви кажам, Надворешен фактор, мислите? да, и на надворешниот во содейства со некои внатрешни политички фактори. Очигледно е тоа. Знаете што? Еве, Преска рековте од странците каде е ни идејата? Не, Или се не, вака сега, значи камо среќа тие да ни помогнат. Меѓутоа до сега нивното учество, нивната така наречена помош е помош во наводници затоа што беа погрешни решенија, нивни решенија предложени, нашите ги прифатија домицилниве лидери на партии, меѓутоа генерално гледаме дека кризата после потпишувањето на Пружинскиот договор само се услужни, се и доведе до улица, до тепачки доведе. Значи Пружинскиот договор е лош. Тоа е главната причина за ова што сега не се случува каменување на полицајци. Дали е Виена ревизија на Пружинскиот или продолжување или подобрување на Не знаеме, ќе видиме, јас се договор, или надевам, не, јас ви кажам, каков тип на- јас што очекувам и што се надевам дека ќе се договорат лидерите на политичките партии во Виена. Тоа е да се направат евентуално некои дополнувања, промени, подобрување на избирачкиот список, нели што е практично се прави веќе и е генерално направено. Евентуално уште некои такви ситни, условно кажано, политички компромиси и на 5 јуни да имаме избори, после кое што ќе добиеме како што имаме и сега легитимна и легална власт. Но ова сакам да ви само да се дополнам, да, само момент. Значи не случајно сега повторно се јавуваат идеи за обновување на преговорите помеѓу Република Грција и Република Македонија. Не случајно сега еве најавуваат придружување на насилни на улични протести, некои си ветерани на УЧК, значи може да се комплицира дополнително политичката ситуација во Република Македонија, доколку не се остане на 5 јуни како фиксен датум за демократски предвремени парламентарни избори. Господин Јонус, значи дали изборите се дел од решението на ова криза? Во актуелниот момент Продолжување и дали очекувате дека меѓународниот фактор ќе помогне или ќе одмогне сега? И дали има шанси да се влијае некако, дали е доцна или не е доцна? Мислам, тоа Видете, се релевантни прашања на кои што фактор- сакам да слушам. И еве ќе се обидам малку со поинакви зборови да го објаснам она што преска го зборев. Меѓународниот фактор, комуникацијата со меѓународниот фактор е јазик на символика. Во која смисла? Треба се читат нештата измеѓу редови. Значи, големите слики се слики на мозаици, на преземени чекори, на многу нешта кои што во склоп на една рамка дават права слика. Виена, по моје лично мислење, може би грешам, ја не сум најпаметниот човек на светот, е посебно предупредување пред воведување на принуден управник. На губернатор, на протекторат. Значи, Тука се тој согласувам апсолутно. принуден управник во предпријатието се носи затоа што предпријатието е труло. Зашто е труло? Па тој, токму принуден управник, треба да види зашто е и како да го извади од калта. Тоа е едно. Второ, решението за Македонија бара нови ликови. Бара нови луѓе спремни да се фатат во костец со она што е наследено како проблем, меѓутоа да најдат некој по-нов, по-современ модел на решавање на проблеми. Современиот, поновиот, поефектниот модел на решавање проблеми во Република Македонија е се само не мегапатриотизам, меганационализам, профит врз основа на се нешто што народот го допира, интеррелигиски, интеретнички и така натаму и така натаму. За во Македонија да се знае што е ненормално, треба прво да се дефинира што е нормално. Значи, Македонија не го дефинира нормалното за овие 25 години, за да знае што е одстапка од нормалното, па е ненормално. Што го има сериозен проблем. Што е тоа здрав модел на демократска држава, за да се знае што е нездравото во демократската држава. Мислам дека во оваа Македонија се уште спијат дома умни луѓе кои оваа земја може да извадат. Јас станав банален со овој став, али не може да се оттргнам од тој став. И не само што се уште има умни луѓе кои седат дома и гледат вести, веројатно и нас не гледат, кои никош не имале можност, ниту шанса нешто да кажат, а камоли да преземат за оваа држава, зашто не биле мангупи. Одржава одат мангупи. Добро, Има една нова плејада деца кои во меѓувреме
достигна 30-40 години завршени по Оксфорд и завршени Да, по... господин Јунис, но кој да ги извади ним? Треба некој од нас да ги донесе на позиција на нас? Како тие луѓе? Што можеме ние да правиме со тоа? Верувам дека постои во Македонија, постојат паметни Ова е луѓе. циркулус Но вициозус. тоа не може некој друг насила да ги постави на подразбира магиевсан круг. Магиевсан круг во кој што Луѓето не се знаеме од каде да организираат во почнеме да партии ги и решаваме издруженија на проблемите. граѓани. Значи, Да, тие може да се окей. организираат. Има еден куп 50, 100 партии имamo во Зашто Македонија. немаме помали закон, проблеми. стриктен закон за НГО? Кои НГО треба и може да имаат афект врз политичката сцена, а кои не? Немаме такви афекти, немаме селекција. Во Македонија има диселекција на се она што треба да представува фактор, дали е тоа политички, дали е тоа културолошки, дали е тоа социолошки, дали е ваков или таков. Нема селекција. Секој сака да биде некој и нешто во оваа држава. Тоа е во ред дека секој сака да биде. Еве ти е консеквенцата. Тоа е начин на организирање на држава. Опа, ту сам те чекал. Да. И што правиме сега? Ја не знам што правиме сега, сакам да кажам дека постојат партии кои што се на власт, партии што не се на власт, партии што се во парламент, значи, не можам да се оттргнам, не можам да се согласам со Наунов во една работа. И тие треба да го решат проблемот кој што го создали и не го создале. Значи, граѓаните не го создале проблемот, го создал некој друг. Значи на некој начин, како да кажам. Се почнува и завршува по Маркс. Кај граѓанинот, кај човекот. Јас не сум марксист, но дозволете да ви да објаснам, вие сте го учели и марксизмот, си ги учели сите тие теории. Нешто е самиот човек. Да. Сега, улогата на овие организации кои што постојат во оваа држава, кои што сме ги избрале, самите ние. Ве молам, се покажа како прво дека се недоволно способни, недоволно веројатно можеби и организирани или инхибирани, спречени да делуваат на начин така, како ние од нив сакаат. чекаме решавање на проблемот. Од кого друго чекаме? Решавањето на овој проблем. Од институциите и од партиите и од меѓународниот фактор за кој што сакам да ми кажете дали има моќ да го реши или пак велите ќе стане Значи, ние во Виена нема да бидеме воопшто едуцирани, подучени, ние ќе бидеме едноставно повлечени за уши и ќе ни се издаде наредба. Треба вака, вака, вака и крај. Како? Или, па тоа ќе им го кажат на нив, ја не знам. Али, да се вратиме на протекторатот. И се вратиме на мислењето на странските амбасадори кои ние, ете ги слушаме, изгледаме полтрони и така натаму. Да не беа тие, ние очите ќе си ги извадевме многу одамна. Значи, благодарение на нив, ние успеавме вака или онака. Многу нешта доведеме до крај. На крајот на краиштата и Охридскиот договор беше под покровителство на меѓународната заедница. Кому тој одговара, кому тој не одговара, тоа е прашање за 12 емисии. Меѓутоа, да бидеме начисто, Македонија сама, додека не признаеме дека не може да си го реши проблемот, ние имаме проблем. Не може се разбира како не. Како не. Немојте така да ја подценувате колективната способност на Македонија како држава и на македонските граѓани и македонските политичари. Јас сум македонски граѓанин. Така е, па немојте да се подценувате. Ајде вака, молам, само парламентарно вака двојца да расчистиме една работа. Дали може и ти да водиме држава заедно? Чекайте се, не без прашање ме молам. Значи не може. Без прашање кои што не ги контролирам одговорите, не ги знам ни прашањата каде оди разговор. Знаеш, имаме капацитет. Немаме толку. Немаме, друже. Сепак да се држиме до она што е став на оние институции кои се надлежни да ги решават. Без меѓународната заедница, без здраво нареđење и извршење од озгора, Македонија во моментот е укал. И додека нема нареđење и извршење, секој еден што овака размислува како јас смета дека е предавник. Да се разбереме нешто. Има една латинска изрека: ipsi hostes proditorem patrie condemnunt. Дури и непријателот ги презире предавниците на својата земја. Но, за да се дефинира што е предавник, што е ненормално, дефинирај го нормалното прво. И тука завршаваме. Добро, идеме со уште еден блок реклами или, ако не, тогаш да продолжиме уште завршни зборови и завршуваме со овој дел или со оваа емисија. Некаде сме кон крајот. Она што остана, ми се чини очекував од вас, господин Јунис, да проговориме малку за улогата на албанците во разрешувањето на оваа криза, односно на албанските партии, на владеачката партија. Дали сметате дека можеа да направат повеќе за смирување на страстите тука и за не вклучување на ова незадоволство што се јавува и кај албанците
Значи, од актуелна политичка да се ситуација. разбереме, зарем веќе не придонесуваат. Замислете, протести, контрапротести и трети протести на Бит пазар. Да. Па зарем веќе не придонесуваат. Добро. Да бидеме начисто нешто. Ако албанците, јас апелирам да не бидам погрешно разбран, jer секој си ги толкува туѓите изјави како што сака. И како што му одговара политички во моментот, за да може да се игра со тоа. Тоа е таа политичка риторика. Да се разбереме, ако албанците сака да направат уште поголем, они го викаат торлобоч. Ако сака да направат уште поголем торлобоч, вака ќе го направат. Не сака. Зарем нема тука конструктивност, господин? Тоа сакам да кажам, значи постои свест. Апсолутно. Значи прво албанците да сакаат може да да се направат, изолираат. ќе ги направат во рамки повторно на демократско гарантираното право. Еве, ајде да влеземе во една хипокризија. Тоа е тој македонски парадокс на современиот актуелен момент на Република Македонија. Верувате Македонија. ќе останеме на ова на што сме сега, дека нема да се проширува овој конфликт на меѓуетнички план, она од Не верувам во проширување на конфликт. Што кажуваат некои лидери во соседството не се дека чепне предлабоко во раната, се додека некому не се фрли премногу сол на раната, никој не е веќе луд да војува за никого. Национал романтизмот дефинитивно мора да оди во историја, во време на глобализација. И уште една работа. Зарем треба некому диоптер петка да свати дека не Македонија, не Косово, не Србија, цел Балкан е контролиран од меѓународната заедница и дека сите ние сме уствари во големата слика само едни твистиген играчи и ништо друго. Тој што не е свесен дека е тоа така, тој има сериозен проблем. Добро. Не, но умешноста на политичарите е да ги избегнат колку што е можно повеќе влијанијата на странски интереси, фактори, институции, организации во сопствената држава. Значи, современиот свет е навистина подложен, и тука сте во право, на влијание на меѓународната заедница, особено на Балканот, несомнено. Меѓутоа, умешноста на политичарите е преку процес на диалог да ги артикулираат националните државни стратешки интереси во соработка и во кооперација со мокната меѓународна заедница. Тоа не е спорно. Прашање како пред самопослуга. Едно прашање како пред самопослуга. Европа вика вака. Момент, чекај. Значи Европа прашува вака. Сакаш да бидеш ти во рамките на сите нас заедно, пошто ние сакале не ќе идеме во дале во глобализација, сакаш да бидеш ти со нас, или сакаш да те нема, а ние да си бидеме пак тука. Кога велам да те нема, националните идентитети во современиот свет се наистина и абориджините имаат национален идентитет, не заеба. На големи деформации во согласност со современите развои на. Меѓутоа тоа е друго прашање. Јас ова сакам да го кажам. Јас бидејќи сум длабоко убеден дека Република Македонија се наоѓа пред амбисот, пред работ на амбисот, можеби дури и подлабоко од 2001 година. Секој македонец, секој одговорен македонец да ја препознае собствената одговорност денес, сега и овде во Република Македонија. Да размисли... Од кога да почнем, мама? Се извинувам, да се докажам. Да размисли 10 пати, да се приспита што прави, каде делува и кои се последиците, практичните консеквенции од неговите одлуки, например присуство на наследни протести или давање поддршка на демократски или давање на поддршка на демократска разрешница на оваа вештачки создадена криза. Секој од нас е сега одговорен. Немој, Тони, молим те, немој. Кажам како почна криза. Ако е ова криза вештачка, јас сум папа Иноченти, немој, молим те. На наши телефонски ви кажа па и да не беа тие ќе цвета ружи во Македонија, така? Ама никогаш не цветали, нема да цветат. Македонија е таква држава сиромашна. Може малце да се подобри, па ви реков. Да, тоа сум те чекал. И ние не можеме да очекуваме чудо. Ви мислите дека ако дојде СДС и не знам Беса или кој на власт ќе се случи чудо, ќе бидеме со GDP од $10,000? Мислам, не бидете наивни. Да завршувам. Да, значи, мислам дека времето не стигна. Кој год да дојде моментов, за нас е само чврста рука и ништо друго. А чврста рука... Судот на историјата е многу важен, критичен момент е. Секој македонец, граѓанин, Република Македонија... Така те сакам. Апсолутно. Абе, у други емисии не си треба да... Не зборуваме за овие теми, мислам. Ова теми се ја немаат таа емисија некој што друга врска само за тоа. Секој нека размисли длабоко, нека седи дома
дека придонесува или ако веќе протестира на мирен начин, ненасилен начин. Без јајца. Не, и без камења, и без палења, и без кршења, и без повредени полиции, без сето тоа. Затоа што сето друго не води во пеколот, а пеколот е многу, многу близко. Само да додам. Само еден да додам. Свесен ли си каква убава државичка имаме, а свесен ли си колку сме глупи и не знаеме се договориме? Не, не ние. Тие што имаат одговорности, што ги носат одлуките. Зашто се оградуваше тоа? Партија, ама ние не сме министри, не сме политичари. Благодарам што бевте гости на студиото Нова. Јас се надам дека Македонија сепак не е на работ на амбисот, дека ќе има политичка свест и моќ и граѓаните, и институциите и партиите кои што во овој момент треба да поработат повеќе на изнаоѓање некако компромисно решение во кое што сите граѓани ќе најдат своја мерка и своје задоволство од она што ќе се случува. Ви останете со програмата на телевизија Нова да ги проследиме и вестите да видиме што се случуваше денеска низ градовите на Македонија. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Купи куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Паметно. Изберете најниска каматна стапка од само 5,5% и уживајте во нештата што ги сакате. Аплицирајте за Супер С ненаменски потрошувачки кредит и добите до 1.200.000 денари без провизија за одобрување и рок на отплата до 10 години. Шпарка се банка, банка на вашето семејство. Танцфест 2016 донесува 6 април, 20 часот, Македонски народен театар. Стапнувајки на земјата, 5 години Скопје танцов театар. 11 април, 20 часот, Македонски народен театар. Боите на танцот, со спектакуларниот национален балет од Измир, Турција. 15 април, 20 часот, Младински културен центар. Во духот на Бах и волшебниот свет на Скопје танцов театар. 17 април, 20 часот, Македонска опера и балет. Поетска танцова трагедија со Ара компанијата од Латвија. 18 април, 20 часот, Младински културен центар. Руалите данс компани од Париз, Франција, со фокус на францускиот современ танц. 23 април, 20 часот, Македонски народен театар. Транславало, со извонредните Nine Dance компани од Пекинг, Кина. Да го поместиме духот на градот. Let's dance, be different. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет